Наш гостин е Елена Андоновска, уметница која што преку својата интерпретација ја негува македонската традиционална музика и создава силни емоции кај публиката. Добре деде, Елена, ни представа особено задоволство за тоа што си денес наш гостин, посебно и во овој завршен дел од Македонија наутро. Добре дете. Добре ве најдов, благодарам за поканата и ги поздравувам сите кои одлучија ова утро да го поминат заедно со нас и се пред малите екрани. Ајде за почеток да се осврнеме на оној концертен проект кој впрочем го најави. Од Македонија во туѓина посветен на незаборавната Васка Илиева. Ајде како се роди идејата за овој проект? Самиот наслов од Македонија во туѓина носи силна емоција. Каква приказна сакаш да раскажеш токму со овој проект? Токму така, минатата година ја завршив со еден голем концерт во Македонската опера и балет и некако јас и целиот мој тим понесени од идејата дека навистина публиката има потреба да поредовно се одржуваат ваков тип на концерти. Одлучивме да создадеме, да искреираме една нова концертна сезона, ја насловивме од Македонија во туѓина и самиот наслов открива дека се работи за песни кои што содржат, кои што имаат сценарио на песни кои го поседуваат оној мотив од печалбарството, од туѓината, носталгијата за Македонија, копнежот по родниот крај. Таа беше идејата да малку ги оживееме оние песни кои што за жал нели се подзаборавени. Тоа е мојата мисија низ сите овие години, присуство на естрадата, да кажам. Проектот од Македонија во туѓина, бидејќи правевме потесен избор, свативме дека има многу песни за туѓина и за печалба. Направивме потесен избор и дојдовме до еден заклучок дека најголемиот дел од песните ги создала, ги интерпретирала доајенот на македонската народна песна, легендарната Васка Илиева, и одлучивме да овој концерт, односно оваа концертна сезона ја посветиме токму на Васка Илиева со цел да го оживееме споменот за неа и да ги оживееме овие подзаборавени песни. Може да ги издвоиме концертите за сите оние кои што сакаат нели да присуствуваат, да може да ги проследат, како се распоредени? Така, сезоната ќе започне од 26 јули со концерт во Битола, кој што ќе се одржи пред офицерскиот дом на отворената голема сцена. Потоа на 28 на летната сцена во Кривопаланка во склоп со манифестацијата Кривопаланечко културно лето ќе се одржи исто така концерт од Македонија во туѓина. На 4 август е закажан веќе концерт на Античкиот театар во Охрид. Под отворено небо исто така да ги запееме убавите песни за печалбарството. И досега е закажан уште еден концерт за кој што се чека официјален датум, но ќе биде кон средината на месец декември и тоа ќе биде голем концерт во една од големите концертни сали во Скопје. Значи така ќе завршиме концертната сезона, а измеѓу се преговара и за други датуми и други концерти, но не би откривала сега затоа што ги чекаме конкретните информации. Од она што сакаме да го откриеме заедно со тебе, спотот кој што веќе кога сме кај август и активностите за август го најавуваш. Да. По повод 2 август Илинден планирана и промоција на нова песна и секако видеозапис. Можеме ли да откриеме повеќе детали за се во ова на гледачите во овој миг? Ќе открием дел од она што го подготвуваме, посветено на празникот Илинден, непосредно пред 2 август ќе биде промовирана нова песна, авторска песна со видеозапис. Песната комплетно, значи како комплетен автор ја изработи Златко Миладиновски, како музички продуцент се потпишува Ангел Ќосев, работиме видеозапис со Moonlight продукција и како режисер и сценарист се потпишува Марија Андоновски, кој што нели е мој сопруг и сите проекти кои што ги работиме заедно. Се е добро смислено, видеото веќе дел е снимено. Така што едве чекам да ова родолюбива тема ја представам пред публиката и верувам дека ќе биде забележана, како што е забележана музиката која што работам годиниве наназад, тоа е македонската народна песна, препевите на македонски народни песни, но паралелно со сето ова работам и на авторската музика, нели за да оставам свој белег од естрадното небо. А дали денес е потешко да се биде чувар на традицијата отколку порано?
Па секако, традицијата е нешто што ние нели во континуитет треба да ја одржи, да го одржи фолклорот или македонската народна песна како дел од духовната култура. Традицијата е начинот на кој што нештото ние го пренесуваме денес, од минатиот век па се до денес. Сигурно дека во денешно време медиумите и социјалните мрежи ни даваат можност да ние полесно го пренесуваме нештото, но би кажала дека е тешко време за овој тип на музика, бидејќи или тешко се стигнува и до помладите генерации. Конкуренцијата од стиловите музички кои што ни се наметнуваат е голема. Така што би кажала дека ова е еден некомерцијален тип на музика кој што јас одлучив да го работам и верувам дека нема да престанам да го работам и иако успешно не е мора да едноставно. признаеме така. Долги години си дело танец, колку танец те изгради како уметник? Танец и ти ја изгради вдахна оваа желба за традиционалната дефинитивно музика. како уметник и професионалец. Јас пред некој ден објавив и на мојата фан страна дека 20 години прославувам од мојот Имаш прв убава концерт. фотографија, така, споредба. Да, тоа беше едната Од фотографија првиот твој настап на танец, да. Па се до денес и оној аутфит во кој што сум препознатлива, нели, македонската народна носија, која што со гордост низ годиниве ја носам. Како времето те застанало е? Добро, јас си ги препознавам годините како одминале на фотографија, но Има ли некоја песна која секогаш те трогнува без разлика колку пати да ја отпееш на сцената? Некоја македонска? Немам песна која Не што може да се избере. посебно ќе ме допера, но сигурно овој стил што го работам на различни начини емотивно може да кажам да ме измести, да предизвика емотивен хаос кај мене, па тоа ми се случува и за време на концертните настапи. Тоа публиката и го препознава кај мене, дека навистина некој пат знам навистина емотивно да изведам песна. Конкретно и од овие песни кои што се дел од сценариото од Македонија во тугина, има песни кои што навистина може да допрат длабоко не само до мене, туку до секој македонец, бидејќи сите ние имаме по некој заминат во тугина. Македонци има во диаспората навистина многу, тоа ние го имаме и увидено на нашите настапи надвор од Македонија, каде што навистина во непосреден контакт со македонците гледаме дека песните народни допираат длабоко до нив. Може би многу повеќе. Многу повеќе, навистина колку и да тие се реализирале надвор од Македонија и се среќни нели таму каде што живеат, сепак она што се вели корен и она генетска подлога која што имаат е длабоко врежена во нивниот код. Во најава некоја турнеја да нема надвор од Македонија? Не ви споменувала, бидејќи немам прецизни информации, но проектов беше препознаен но верувам и дека кај има голем диаспората. интерес за таму. Па веќе има интерес и затоа сме во преговори, не би откривала сигурно на некој од следните гостувања. Ајде малку приватно, вака, во интервју имаш споменато дека семејството е најголема инспирација. Колку Елена може да најде време да ги менаџира и работава и семејството на толку обврски, на толку посветеност и во едната и во другата, да ги наречеме професија, и мајка и нели музика. Како изгледа едно обично утро? Сите спијат, мама е стара. Велика настак изгледа. Обично. Сите спијат, ние станува. За сите е обично, за мене не е обично. Секој ден е динамичен и навистина уживам во секојдневието, бидејќи повторно ќе кажам во еден навистина интересен исполнет хаос живееме дома со три дечиња и навистина многу динамично. Тие не поддржуваат во работата и знаат дека кога работиме и ќе треба да соработуваат со нас, затоа што ќе бидат посветени на сами себе. Така, а подпевнуваат, има некој што има ќе музички наследи талент. музички Да, талент? не може да кажам дека немаат, не форсираме многу, гледаме да ги оставиме самите тие кога ќе одлучат да дојде време за да се промовираат. Ке може публиката да ги види, може би некогаш и заедно на сцената со нас. Би било ставиме навистина времето да интересно, покажат. така и да бидете и наши гости. Па веќе почнуваат да се активираат музички и сценски, ама ќе види публиката. Во вистинско време, да, во вистински час. Го спомена и твојот сопруг, секогаш е твоја најголема поддршка, би кажала. Да, ние сме си поддршка еден со друг, бидејќи тој работи паралелно на сцената и неговата сценска активност веќе е видлива низ годиниве. Тој е исто креатор и на кореографски решенија во ансамблот танец. Сцената е она што најдобро го познава. Да. Практично
тука и најмногу може да искаже својата креативност и затоа нели сите проекти кои што ги работиме добро смислени како еден пакет во кој што публиката дефинитивно ужива, бидејќи тоа низ годиниве не се покажа како Јасно. така. Да финишираме со летово планови, рековме за работата, приватно ќе има време да се одмара, Има, одмор ќе има. секако, да. Кога добро ќе се изменаџира, има време за се. Имаме добар концепт, добар така. план смислено, ќе има време за се, дечињата заслужуваат секако да имаме денови кои што максимално ќе им бидеме посветени на нив и нема да работиме. Така што имаме добар распоред за И останативе со добра 2 месеци. организација се е можно, Сакате, претпоставам. каков тип на семејство се сакате, авантуристички одмор, повеќе прошетки, да речем, па и планина и така натаму, можеби камперски, или од оние кои што сакаат all inclusive, да уживате, се да, релаксираме? Број 2. Број 2, нека биде Па број 2. после толку врски па време, мислам би требало Нормално, така да. да си Знаеме да приуштите се еден амбицираме. вистински одмор во вистинска смисла на зборот, нели? Знаеме да сме амбициозни, сепак се 3 деца во прашање вкусови на секој дете да се задоволат, бидејќи се на различна возраст. Ама сме типови кои што сакаме all inclusive и сакаме Ние да би ти одмориме. скопи На одмор се одмара, ние немаме одморено, ние летуваме, па колку можеме и да пододмориме. Да, така е. Елена, благодариме многу за даденото време, многу успеси и те очекуваме повторно. Задоволство е секогаш да ти имаме. Ви благодарам многу за поканата, беше задоволство утрово да го почнам со вас. Ќе ги поздравам сите што не гледат и ќе ги поканам уште еднаш да дојдат на некои од концертите на концертната сезона од И да Македонија уживаат. во Тувина и заедно да запееме убава Така е. македонска За народна повеќе детали може да се информираат и на твоите социјални мрежи. Така е. Денеска барем тоа е Активна си лесно, таму, така е, да. така е.